Во оваа епизода зборуваме за хормони, хормонален дисбаланс, симптоми и начини како тоа да се реши и спречи. Добар ден, пријатели, добредојдовте у 35-та епизода. Втора епизода оваа недела и во принцип, бидејќи сме доста активни, шетаме и се среќаваме со многу луѓе, не дека претходно не сме се среќавале со овој проблем и не дека не познаваме многу луѓе околу нас и општо прифатената состојба дека можеби хормонален дисбаланс и проблем со некакви хормони е нормално, но во секој случај овој пат се инспирирав од една пријателка со која што се сретнавме во Струмица и сватив дека на многу луѓе практично и да не им е јасно што всушност е хормоналниот проблем и што всушност е хормоналниот дисбаланс. Зборувам кај девојки. Во принцип, симптомите на хормонален дисбаланс кај некој од вас се јавуваат и во PMS, односно ден-два пред да се случи циклусот и можеби првите 2-3 дена откако е циклусот. Зголемен апетит, потреби за благо, нерасположение и така натаму или променливо расположение, и тоа е резултат како дисбаланс, односно покачување или намалување на одредени хормони. Конкретно еве во PMS тука се работи за можеби зголемено лачење на кортизол, оној хормон кој што е попознат како хормон на стресот, намалено лачење на серотонин и така натаму, но има начини како сето тоа да се реши и да се справи. И во принцип хормоните не се појава која што односно хормоналниот дисбаланс не е појава која што се јавува туку така, туку се работи за нешто кое што на дол крок многу луѓе не го прават и на крај крајава се случува тој дисбаланс. Во принцип, ако ги погледнете хормоните под микроскоп или ако прашате некое поупатено лице и професионалец кој што се занимава можеби со тоа, ќе ви каже дека хормоните во принцип се аминокиселини или во превод тие се протеини. И доколку нема доволен внес на протеини, односно аминокиселини во телото ќе почне да има дисбаланс во хормоните, односно нема да може да ги произведува на начин на кој што треба да ги произведува. И најчесто симптомите покрај сето тоа се прво и најосновно нешто промена во расположението и емоциите. Најчесто поради таквиот факт многу од вас среќата, да кажем, ја бараат можеби во храната и тоа е нормално бидејќи едноставно тоа е чувство на гратификација, кога внесувате можеби некоја храна која што причинува моментално задоволство и затоа жените кои што можеби имаат проблеми со хормоните имаат многу поголеми шанси да покачат килажа. Од друга страна, хормоналните терапии исто така може да придонесуваат за тоа. Ја не сум нешто голем фан на сето тоа, но сепак медицината одлучила дека тоа е едно од решенијата и сигурно има луѓе кои што го решиле својот хормонален проблем со хормонски терапии, многу нормално, но едно друго нешто кое што можеби дел од вас ќе прифатат да го прават менување на начинот на живота на исхраната. Дефинитивно не постојат 5 чекори како да имате добри хормони, едноставно доволен протеински внес, доволно физичка активност, у принцип тоа што константно го зборуваме, правилна, урамнотежена, избалансирана, добра и квалитетна, здрава, правилна исхрана. Доволно вода, физичка активност, нема тајна како можеби ќе го управите сето тоа, но во секој случај треба да имате здрав и правилен начин на живот. Доколку ви требаат можеби поконкретни совети околу оваа тема, слободно обраќајте ни се, коментирајте, прашувајте, тука сме колку што можеме и што знаеме да ви помогнеме. 5 точки пред викенд ве оставам и јас брзам, имам некои обврски и треба да одам за Велес, така да имајте убаво расположение, убав ден, квалитетни животни навики, се гледаме во 36-та епизода, дечки. Чао, чао!